Честит Божи, Христос се роди. Абе, да ве прашам вас таму од Северна Македонија и не знам уште каде се не. Ја ватевте паичката? На кој му падна? Јас би ви кажал, ама ние овде не ја ватиме деној. Ние ватиме таму за стара нова година. Иначе ќе ја ватевме. Ајде, пишете таму на кој му падна, може треба си части некој, не може да знае. Колку адет имаме ние. Толку сме слични, а сепак толку различни. Што се вика во една педа место има толку многу дијалекти, толку многу адети, толку многу различни култури, тоа е чудо некој. Јас мислам дека сите треба да си ги негуваме и да си ги почитуваме. Сега да не ја должам многу, пошто има многу што да се збора околу ова празничното расположение. Да маниме на шпица, па после тоа можеме да маниме на пица. Или нешто мевце, ти реков ми рече, ти не се пости покебе, ба те готов. На здравје, нека ви и постењето, а не речите не ви реков. Ајде сега шпица, па пица. Пуштај. Пред да влеземе во позабавниот дел од муабето, ми текна еден интересен факт. Траеше шпица. Тоа е фактот дека многу луѓе, многу христијани мислат дека Божик е уствари најголемиот христијански празник. И не е дека се далеко од вистина. Значи дефинитивно е еден од двата најголеми. Нарно ама, според мене, мене ме најдоте. Или што се рекло по моето скромно мислење. Значи експерт не сум дефинитивно, ама мислам дека верата христијанска, вербата во приказната уствари се базира на воскреснувањето. Дека раѓањето не е битно далеку од тоа, пошто реално девица да роди дете исто така чудо, ама самото раѓање како чин не е толку големо чудо колку што е враќањето таму од кај што никој не се врати. Барем така јас мислам се. Може да грешам, може да не, луѓе сме ги грешиме. Битно е да има љубов, да се почитуваме и да си го празнуваме тоа што треба да си го празнуваме. Сега, ко сме веќе кај љубов, почитување и празнување? Тука не смееме да не ги спомниме и бадники, коледевате, на оган бевте, а? И се дали треба стои на оган или не треба, лани знам дека го правевме муавет. Може е некој пагански обичај, ама сепак е некаков обичај што ни останал тука, уште малце ги имаме, немаме уште многу. Како зафаќа овај западо, кај стап на пепел напред. Пошто порано не знаеле вакви методи кои ќе асимилирале, ќе ти дојди дома или ќе бидиш ова или нема да биде. Воопшто. Денешно време не бебате, ќе ти пуштат полека преку медиум, преку ова, преку она, ќе те претопат, нема ни да сетиш. Така што убаво е да си го чуваме тоа што си го имаме, тоа што ни останува. А огното исто така убава работа, затоа што тоа е едно од малкуте нешта што останува кај што се берат луѓето, кај што празнуват и кај што уживаат заедно. Оти се отуѓивме како луѓе. Уште славите, ако не се и тие огно и могно, ништо не прави. Оти ти може и наслава да не си одиш, ама на оган кај што си одел негде, ќе одиш па што сака нега. Таа е таа примална потреба, кога ќе види човек оган, автоматски го привлеква тој пламен. И кога ќе дојди до пламен, автоматски што му се пре. Му се јај бевате, му се јај. Не е џабе речено кај што чади, таму се јади. Не за џабе ви клават свешти по тие ресторани и чуда за да ви го зголемат апетитот, да ти се чини вкусна храната. Затоа е се психологија направена. Ти мислиш така му текнало, леле шубав амбиент, не бебате, огно ти го пали, огно да ги изгори. Да ги фрлиш си тепари таму и да речиш, море шубав ги фрли, дај пак да ги фрли. Така и нови огно и ќе го видиш, море шубав беше огно, оган па убав бил. Оган е бебате, исте огно сегде. Ама не, тебе баш во тој момент, тој огано кај што си најубав ќе ти биде. Оти ќе речи, оти прво ти студи. Не знам оти, ама на тој ден секоја година камен не виден. Камен. Значи си има случвано деној лето претходно, топло, убаво сите марифети, на момент да си речиш че да и приберам ове зимските али. Запали огно на коледе? Камен бате, камен, не постои чевла што ќе ти стопли нозете, не постои јакна што ќе те стопли, само огно и евентуално нешто за пиење ако имате. Да пошто не постат луѓе. Мислам има некој што постат, ама на тој ден ќе си речи дај ќе пивнам едно две. И ќе си дремиш и ќе си правиш чамче муавет и ќе си огледаш огно, море шубав е огно. Ама тие чамче муавет и злато вредат беба. Од истите луѓе од наслава сте, ама има плюс минус некој. Тие плюс минус ја реметат работа. Од наслава ги имаш стандардни. Пример Чичино го имаш таму. Чичи, што прешарен ми си? Ке тегни образи вака на ушите ќе ти прави, ке те гњави, ке те малтретира, ке туда е брат. Па финти некој ќе ти покажува. Уствари децата најсрекни се на огнојтама и најтерсене за нив. Оти сите викат, не ој таму, не трче, пази огно, пази ова кола, иди чекај, да не може да се олавај. Освен Чичино од наслава го имаш и Намќоро. И Намќоро понекогаш се годи некој комшија да. Ке застани вака отстрана, цело време чека некој нешто речи да фрли нешто одма да прикажи тој. Абе шо е ова работа? Надојсте тука колбаси чуда, ми се пости денес посен денес. Шо му беца? Намќор дрва дој себе? Ако не дрва ќе ви носам јас дрва, мене не ми стигат дрва, овде ќе ви фрлам дрвата. Реков да не дој се некој дрво за кажвање, знаеме. Колбавче сакаш? Немам колбаси, јас се пости денес постно. 2 minutes later. Дај од тие колбаси да видам шајбате дој се. Со пивото ми оди. И му дајш колбаси, нема го бендиса. Мани ги ти наоѓа на колбасо што него јадеше тој пошто постеше ме, сваѓаш. Шо
не се коври колбаси, не знајте направи. Беваре ги има правено, некој од нив не се купе, ама добро, ај. Па што намќор? Па уште кој има жена тој намќоро? По напаст, брат. Значи обично такви се годат со некој радознали. Се неа се ја интересира Барборка, е сака се да знај да види. Ој неки сурат да му види на никој, а и обратно се дешава. Колку ги има таа намќор вака, тој немој уста да затвори. Не може да знаеш што ќе ти се падне. Са наоган исто така може да ти дојдат и комши што не ти идат на слава. Или некои луѓе што се преселени или што и да, ама си одат на старите огни. Тие луѓе или многу имат љубов, многу си го сакат старото огниште или што и да, или многу си го сакат јадењето и пиењето што се носи на старото огниште и чисто така ги интересира да видат што се деша. Докај се другите овие што ги имат оставено позади. А бога ми има и друштва што и да се цел свет негде заминати, на тој ден се враќаат дома и се собират. Исто така уба работа. Се покри убајте работа имаш и една така малце понеуба работа. Тоа е на овај ден имаш многу и скитници. Знаеш кои се скитници? Тие што од нигде никаде што никогаш не биле на тој оган, ме сваќаш, ама од нигде никаде тој успат ќе се погоди. Што правите, како правите, и си седни тука и му туриш пијачка, ќе си се стопли, ќе си се накрца и си се напие и си замини на други оган подолу. Па кај сте што правите, борот кога се неаме видено. И са некои од нив одат со намера на одредени места пошто имат луѓе да видат на покемес. Некои одат бевате така рандом, ќе тргни по улица, кај ќе види човек што го знае, ќе застани тука, јадење, пиење, ич без гајле. Ки се направи ноќта мераци, ни дрвце, ни колбавче, ни пијачка, ништо не носат ти. Туршија време на тегла земи отвори некој крастајче, некој онакво да земат луѓето. Што ќе му се падни лотарија, карфиолче, пиперче, домаче што било. Не бевате, директ. Одиш и му застануваш таму. Што има врска еден ден шо? Не ќе ве потроши ако дојде ако испие 1 литро ракија човеко, што има ве? Амам па ти какви ги има. Сум дека те потроши ако го правиш в град негде кај што еден ден се случи. Во селата обично од кога се запали први оган до онаму до Василица огној се палат секој ден. А оди се залепи некој тако, таму сврши работа. Од 7 до 14 ќе банкротира. Макар што таму и претежно се знат луѓето, не може кој било да дојде. Пошто јас разбирам празници, не е проблем, ќе даеш, ќе поклониш, само да се шири љубов, да се шири убајна, ќе почастиш сите марифети. Ама са се треба да има некоја граница, така? Да не биди користолюбие работата. И ќе поминат тие огној чуда и што се случува од Савајле. Дечиња коледарат бевате. Са негде децата коледарат малце подоцна кон 9-10 кога ќе станат од пиење, ме сваќаш, така ние правиме. Рома негде тргнуваат од ноќе. Еве татко ми кажува дека тие од ноќе оделе, ќе стани со ноќе од 4-5 сато и тргнува. Јас пример појма немав и затоа ми беше шок кога живеев во Скопје првата година кога бев сам таму. Звонат во 5 сато Савајле, само што се вратив од студио од негде, пресно истуширам по мајца, си викам која будала ми звони сега. Ич на крај памет не ми текна дека може и некој во 5 да коледари. Му излегов по мајца, трак вратата готов да се изразвикам и почнуваат тие коледе леде. И прво песната не знаев, ние друга песна пееме ту. Коледица меледица и по неја Василица. Врска ќе си ја научите, не е проблем. Ама едно ме збунија од и деца, друго ме збунија со песната, трето ништо нема во моментот. И што ќе прежвате пари. И задов му дадов по некој динар, арно, ама тие коледарите се опасни, море кажуват кој дава, шо дава, кај дава. Ко да ми звонат сите над звонче, бе, бате. Ваму јас студент, ваму не спанувам, нит можеш да спиеш, нит можеш врата да отвораш на секој. Тоа е брат, толку е. Како викат овие функционерите по телевизии, буџетот ограничен, толку е. Зато другата година ќе си знаеш, ќе си спремиш. Оревче, костенче, блакце, нешто ова, она ти реков ми рече. Сам ти можеш и да не отвориш, ама не е убаво. Како што рековме, треба си почитуваме детите. И така денот ќе ти помини во давање костенчина, јаболчиња, чуда, ќе ти идат деца, ќе ја грешат песната. Не знам во Скопје дали ја греши некој, ама кај нас овде има втор дел песната, што е малце по-раперски да не речам. Што Пепел го прат барем крајот, а имаше некој што беа и многу иновативни. Ќе ти измисли некој крај да се паѓаш од смеење, да ти е мераксите бомбончиња му и дај. И откога ќе заврши цела таа процедура, домакинките почнуваат да спремат бадниковата вечер. И за ќе речиш тука опа мрсно невате. И таа е посна вечера, си седнувате, си вечерате вечерта како фамилија, а оставате трпезата. И наредниот ден Христос се роди. Тука веќе може славата да почни и не чекаш нешто многу ручек време да дојди, почнуваш по совреме малку. Зам ручек се вика Божике, ама по совреме. Пошто вечерта си веќе на имен ден негде Христијанов, си има бебате колку сака. Одма се клава печење на маса, се зема јадење, пиење, се што треба и продолжуваме по старовата. Тие што постати нормално кој сака си оди од Савајле. Црква и Божик е еден од најубајте денови затоа што конечно можеш да седниш и си поминиш еден ден со фамилија. Што исто така е многу ретко во денешно време. Сад до душа тие што не постат, до тука се веќе пукнати од јадење, ама ако не е проблем. Зато е зимата да касниш малце, да клаиш на килажа, па после здравје до налето може да ќе
да слабиме, може да и не може да знаеш. Битно е да си се собериш и да си поминиш убаво да си го прославиш празник. То не е џабе речено, кај и да си за Божик дома да си. И мислам дека доста е за празниците, дојме да прикасниме уште нешто, јас веќе огладне. О, каков апетит ми се отвара во зима, тоа е чудо неко. Така ше уште еднаш честит нека ни е празникот. Христос се роди за многу години, да имате убав ден и да имате убави празници. А ние се гледаме за вртењето на следните мазници. Поздрав!